вечер, ВМРО ДПМНЕ! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер Скопје, добро вечер Македонијо! Овој народ, овие луѓе кои вечерва се на плоштадот кој никогаш не бил пополн, овие луѓе препознаваат дела. Дела што ги ветивме како проекти во претходната програма и за чија реализација вредно, посветено, неуморно работевме во текот на целиот мандат. Токму тие дела ви гарантираат дека стоиме пред вас со својот збор и сме подготвени со нова програма, со нови проекти, да продолжиме да го подобруваме животот на сите граѓани на Република Македонија. Почитувани присутни, ова е моментот кога треба да се направи разлика. На овие избори Македонија ќе покаже дека има разлика. Има разлика помеѓу ароганцијата на СДСМ, која не ги напушта и после 8 години поминати во опозиција, и меѓу блискоста со народот и отчетноста на ВМРО ДПМНЕ, која беше и остана главна наша одлика и како резултат на која веќе 7 избори поред ја добиваме вашата доверба, а на 13 април ќе ја добиеме по 8 пат, а на 27 по 9 пат со двојна победа. На овие избори Македонија ќе направи разлика помеѓу пасивноста и толеранцијата на криминалот, карактеристика за времето на власт на СДСМ, кога цели села, цели градови, цели региони беа недостапни за институциите, кога власта водеше преговори со локални моќници за да може да помине преку одредена територија, и безкомпромисната борба против корупцијата и криминалот, и спроведувањето на законот во времето на ВМРО ДПМНЕ. Времето кога правната држава функционира на секоја педа од Македонија, каде што никој не е над законот. Изминативе години успеавме да создадеме модерна, реформирана европска полиција во служба на граѓаните. Полиција која е гордост за цела Македонија. Работевме неуморно, посветено, не штедевме време и енергија. И затоа денес довербата во полицијата е на историски највисоко ниво. Денес речиси 2/3 од испитаниците и веруваат и ја почитуваат полицијата во нивните средини, што е далеку над европскиот просек од 42% од граѓаните што и веруваат на полицијата. Ете тоа се дела, а тоа е признание од нашиот народ. Затоа вечерва стојам пред вас и ви ветувам дека ќе продолжиме со борбата со корупцијата и криминалот. Ќе продолжиме со низа мерки што ќе обезбедат владење на правото и законите во секој дел од нашата земја, за безбедна и просперитетна Македонија. Драги пријатели, на овие избори народот ќе покаже дека е со нас, затоа што знае да препознае разлика помеѓу индолентниот однос кон економијата и животниот стандард на граѓаните, својствен за СДСМ. Замислете, луѓето кои денес зборуваат за средна класа, а нивно авторско дело е една цела нова класа на транзицијски богаташи. Оние кои затвараа фабрики и генерираа илјадници стечајци. И посветениот и систематичен пристап на економскиот тим на ВМРО ДПМНЕ, тимот кој работеше на олеснување на условите на водење бизнис, како резултат на што во Македонија се отворија десетици фабрики, како резултат на што
угледни светски компании решија да дојдат овде и да создадат речиси 120.000 нови работни места во времето на најголемата економска криза. Но, драги пријатели и брајке и сестри, најважната разлика што народот ќе ја направи на овие избори е разликата помеѓу два системи на вредности. Од една страна, оној на СДСМ систем кој се темели на нереализирани ветувања, подценување на интелектот на граѓаните, виткање на кичмата пред лажни авторитети и водење на непринципиелна политика на штета на националните и државните интереси, на штета на Македонија. И од друга страна системот на вредности на ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Систем кој почива на отчетност, на работа, на солидарност, на одговорност. Овој народ знае дека власта не се добива со лажни ветувања, со трикови, со подметнувања, со кодошење пред меѓународни бирократи со сомнителен авторитет и легитимитет и посебно не со креирање на кризи, раководејќи се од мотото колку што е полошо за државата, толку е подобро за СДСМ. Ние знаеме дека единствено со чесен, со одговорен, со принципиелен однос кон граѓаните можеме да ја задржиме довербата што ни ја давате. Затоа повторно излегуваме пред вас со нови 2046 проекти кои ќе донесат 64.000 нови работни места. Драги пријатели, браќа и сестри, сите ние, секој граѓанин, без разлика на неговата имотна состојба, општествен статус, полова, национална, верска припадност, со нашите постапки, со нашите дела, сите сме креатори на нашата судбина, на нашата сегашност, но и на нашата иднина. Секој од вас, сите вие вредни и честни луѓе, патриоти од Газибаба, Ѓорче Петров, Куманово, Бутел, Чаир, Старо Нагоричане, Шуто, Оризари, Чучер, Сандево, од цела Македонија, кога се раговодите од нашите идеали, од нашите принципи, кога се бориме против одредена неправда или закана, секогаш нашите постапки ќе бидат правилни и никогаш нема да ни избега тлото под нозе. Затоа, браќа и сестри, на 13 и на 27 април да излеземе масовно во огромен број, водени од нашиот систем на вредности, водени од нашите принципи, да продолжиме заедно по проверениот пат, да добиеме најмалку 62 пратеници од коалицијата за подобра Македонија, за Никола Груевски да биде премиер и Ѓорѓе Иванов да биде председател на Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее ВМРО, ДПМНЕ, да живее коалицијата за подобра Македонија и да славиме на 13, а на 27 април на овој плоштад да се прослави најголем